кога доаѓавме на овој дел од Црна Гора, прво нешто што ни го препорачаа беше бар. Искрено сега и гледаме зашто е така, стварно е преубав. Нормално, ви го препорачуваме да го посетите. Одиме да си купиме и од тука магнет, да си најдеме. Секаде каде што патуваме си купуваме магнети. Еде да видиме што има. 2 евра, добро. 2 евра. Имате овде и ови метални на вратима со 3. Све што питу морам да купам. Преубави магнети. Ама тој дел не е мој дел, тој дел се го организира Маја. Сум го оставил на незе, имаме дома премногу магнети и сега пробуваме да најдеме решение за тие да ги преместиме. Ќе ви покажам кога ќе стигнеме дома колку многу имаме. И дајте ни некоја идеја како вие би си ги организирале, каде вие дома би си ги ставиле тие магнети. И дефинитивно ќе мораме да смислиме нешто. Стварно се премногу, не ни ги собира веќе на фрижидер. На крај што секој отварање на фрижидерот се случува белја некој да падне, фала Богу до сега не се случува некој да се скрши. Ама за да избегнеме дефинитивно мораме да најдеме некој решение. На крај на денот не ги собира веќе толку. А уште планираме да купуваме. Ајде да видиме што ќе одбере Маја. Да, многу добро, да. Окре си такво нешто, готово си, ако немаш пара, сад ќе да те заставим овде код мене и мораш sve да ме слушаш. Исто така започнавме еден тренд со собирање на прозорни чаши. Да не имаш чаши стаклени со барва пишува на него? Само Монтенегро, имате шоле Монтенегро, имате... Само да најдам и ќе ви покажам, ама нема тука нешто такво. Само Монтенегро. Прва прилика најдовме нешто, ќе ви покажам, ќе ви снимам. Тоа е местото кај што сме ние, кај што сме сместени. Не ви откривам уште каде сме и што сме, ќе видите прекрасно место, затоа и не го напоменувам. Е да видиме што одбра Маја. Што ти се свиѓа? Се двомам измеѓу ова. Ајде покажи. Ова. Пушти, па ја Измеѓу ова. Kod mene će ona da ostane, neke. I onda mora sve da radi ovdje kod mene. И ова. Помогнете ми во изборот. Da čisti, da izlaže, sve. Не знам, премногу се. Сите се преубави. Не знам кој да го земам. Сите се преубави. Јас би си ги земала сите. Прекрасни се. Многу сакам магнети. Прекрасно е. Ке видам, па ке ви кажам што сум одлучила. Nisam te čula, ja slabo čujem. Се одлучив за ова. Kako? Сепак е преубаво. Anastasija, baš imaš lijepo. Еве ова ќе го земам. Магнетите се ефтини, 2 евра вие магнет. Топ цена. Ти има преубави, дефинитивно не знаете кој да се одлучите. Možete prići vama, slobodno. Имам желба јас за магнет, ама ќе го оставам на крај. Обично ретко изразувам желба за магнети, ама овој пат стварно кога ќе видите какви има, прекрасно. Ајде, продолжуваме понатака. Завршивме со купување магнет. Еве кој е најсреќен. Искрено, каде и да патуваме, тоа е едина желба, значи ништо друго нема да ви побара, само да купите магнет. И исто ако патувате, ако сакате некојаш нешто да ви поклоните, не ги купувате ништо, купите и само магнет. Значи не сте видели вие позахвален човек од кој ќе купи магнет. Стварно ќе ви снимам дома да видите само колку многу имаме. Тоа е, не знам, ете некоја пасија, обсесија, некоја си хоби неизино. И баш ми е мило што е така, зашто со текот на годините успеа да направи нешто стварно прекрасно. Стигнавме на крајот на шеталиштето, ќе ви го покажам ова, барска пловидба. Ова е центарот на марината. Ќе се спуштиме надоле да ви покажам некој бродче, може ќе видиме некоја интересна јахта.
И сега ќе ви го покажам местото каде што сите доаѓаат и се сликаат. I love bar. Стварно преубаво. Уште пред да почнеме да зборуваме да стигнеме, господјата се стигна прва. Тука завршува шеталиштето, ама не завршува овој влог, не се секирете, имаме уште нешто што би сакале да ви снимиме. Ајде да се спуштиме до марината, да видиме некое интересно бродче, да видиме што има. И многу интересна работа, што нас многу не интересира. Најкриво ни е во Аланија, пропуштивме нешто да посетиме, што на мај беше многу голема желба, тоа е да посети Lighthouse. Искрено, толку многу работи во Аланија, имавте може прилика да ги гледате видеата на нашиот канал на YouTube. Не заборавивме, не дека не стигнавме, буквално имавме време да го посетиме, ама заборавивме. Многу место што сакавме да ги посетиме, тоа заборавивме да го посетиме. Тука видовме дека има и еве сега у моментов се упатуваме натака. Па искрено, ако има шансе, дефинитивно ќе испешачиме да ја посетим. Еве како изгледа марината во Бар. Нешто многу поубава, побогата за разлика од Будва. Зборам во аспект побогата, многу повеќе бродчиња, мали. Ама за разлика од Будва, искрено, многу нема да се смеете, многу поевтини јахти. Јахта си е јахта, било која да ми ја поклоните би ја прифатил. Ама реално во Будва може да видите многу по-ексклузивни и по-богати. Имавте прилика, тие што пратат UFC и такви поречки спортови, имавте прилика да видите дека лани ја посети Конор Макгрегор со неговата милионска јахта, така да може да замислите каков некако на него буквално какви, од кој тип на јахти буквално пристигаат, односно летуваат во Будва. Така да овде сега за сега барем не можам да заприметам нешто во таа класа. Ќе продолжиме надоле. Можеби доле ќе најдеме нешто поексклузивно. Ова мора да ви го снимам, нешто интересно. Не можете да го видите секаде, буквално е овде, реткост. Погледнете. Кампер. Камион. Преубаво. И таблицата. Наш скопјанец. Баш убаво. Интересно. Ќе се вратам кај камперот, да, необично нешто, обично сите спремаат комбиња, купуваат готови кампери. Ова е фабрички, камион кампер. Снимале, сум имал прилика да гледам доста по интернет, по YouTube, по TikTok. Буквално внатре е цела гарсонјера. Можда и поубаво од колку да купите гарсонјера стан. Вие што сте љубители на авантура, на патување, обовезно, мислам, не знам како да ви кажам. Јас би ви препорачал подобро да купите ваков камион кампер отколку да се купите некој гарсонјериче. Али сепак тоа е моје мислење, ја дефинитивно би се одлучил пре за вакво нешто отколку за некоја гарсонјера. Цената не е ефтина. Еве ги.
застанав пошто се загледав во еве ги тие тој дел на јахти каде што се малце поексклузивните поскапите. Ќе пробам да стигнам што е можно поблиску за да ви снимам некоја. Знам дека многу од вас сте љубители на вакво нешто, затоа и не го прекинувам видеото. Ви снимам се. Преубаво. Добро море. Името на оваа јахта Сан Марино. Огромно нешто. Преубаво и огромно нешто. Помали, ама преубави. Како што ви реков, било која да ми ја поклоните ќе ја припатам. За мене нема скапа ефтина. Како изберувам за многу вас. Така да. Ајде да продолжиме да видиме што има. Овде малци има некој празен дел, така да сега ќе прикинам. Пробам да ви најдам некоја уште поубава, ги гледам од далеку, но ќе видам дали ќе можам да се доближам до нив. Пешачењето се исплатеше и мораше да ви ја покажам оваа фаца. А тоа е така, заради ова. Многу сакам да гледам. Не е нешто како од филмовите, нешто огромно како што си го замислувате во помала верзија ова, но сепак конечно ќе видиме Лајтхаус. И тоа е нешто за почеток. Искрено, само малце. Гледате што е чиста вода. Приубаво, јадраното немам зборови. Прв пат го посетуваме за одмор и сме стварно изненадени. Нешто што би можел да направам споредба, ние сме летувале доста години во Турција и споредбата со тебе ќе го направам со Кемер, исто вака е чиста водата. Можеби овде е почиста за нијанса, но за разлика од Турција, овде е доста посвежа, поладничка водата, морето е доста поладно. Во Турција буквално здрави ќе ви снимиме од таму, погледнете ги видеата, вакви влогови немаме правено од таму, ама следно одење ќе ви направам влог и од Кемер. Таму буквално водата е претопла. Таму буквално не се опишува, не можете да направите никаква споредба. Оваа вода овде, зборам во аспект на топлина на вода, со таа таму. Али, дека е убаво, дека е почесто, е дефинитивно почесто е морето овде. Исто и таму е плажата, водата, зборувам за Кемер со камчиња. И тоа е причината за да биде почиста. Ама овде дефинитивно е многу почиста. Многу за разлика од Кемер. Ако е поладна е многу почиста. Не знаеме зошто и не знаеме што бара, но видовме интересно нешто, тоа е нуркач покрај камењата. Ако нешто заприметев е тоа дека имаше две риби закачено на неговиот појас, дали успева односно дали причината за неговото нуркање тука е ловење риби, не знам. Се уште не излезем на површина, секоја чест.
чекам да видам дали ќе излезе, ама не гледам риба. Не можете да видите на неговиот појас ако заприметувате нешто што светка, нешто што е бело, тоа све се риби. Моја претпоставка е дека лови риба. Не знам друга причина зашто би го правил тоа баш тука. Ако некој има искуство или познава некој што го прави ова, и ако некој знае зашто го прави ова, слободно пишете. И така научиме и ние нешто ново. За нас нешто необично, прво што го гледаме. Кратко пешачење. Воздухот е преубав. Времево ни се погоди денеска, топ. Баш за прошетка и пешачење. Сонцето не утипува, ама ако е јако. И еве, стигнавме на саканата дестинација. Една кратка обиколка да го видите погледот сите страни. Еве водата, само да видите колку е чиста. И ако тоа пак е напомнам дека синоќ ќе врнеше и малку е ветровито. Водата е прекрасна. Има уште една таму, Lighthouse, ама таму е забранет пристап и малце е покомплицирано за да се стигне до таму. Тоа нема да го направиме. Нема ни да пробаме да одиме, пошто не изгледа доста комплицирано и реално далеко за да правиме таква екскурзија. Кратка пауза, ама не пауза за да го завршиме влогот, него пауза за сликање. После прошетката низ бар, низ пристаништето, низ крајбрежјето, дојдовме до HDL Retail Park. Огромно нешто. Натре има еден куп работи, бутици, не знам ништо што све има, ни препорачаа да го посетиме. И многу интересна работа, бараме веќе неколку дена пластелин да се купиме и еве што не дочека дека има тука. И не верувам дека ќе излеземе само со пластелин. Одиме унатре и ќе пробам да ви снимам што е можно повеќе да видиме заедно што нуди овој ритейл парк. Ајде. И ова е нешто нали како наш. Чекам и ме. Стој, Ане. Еве го Джамбо. Ама ајде првим да прошитаме, да свртиме еден круг, да видиме што све има низ ритейл парков. Па ќе се вратиме едно по едно да ги посетиме дуќаните и да видиме ако ни дозволат да снимиме нешто внатре или да украдиме некој кадар, ќе биде добро. Како што реков, во стил на Eastgate, значително помал, е поделен на два дела. Од другиот дел има и прекрасен маркет Лацкович. Тоа е нешто огромно и еден мал апдейт, тоа ќе збориме покасно во влогот, ќе ви презентирам цени. Сите што патувале во Црна Гора веќе знаат за Воли и најчесто пазарувале во Воли. Сега Воли е со сменет собственик, не одете веќе таму, ние вчера бевме и реално не веќе од тие најефтините маркети, напротив има доста се покачени цените. Ќе ви ги нешто пазаревме така да покасно ќе ви ги испрезентирам и цените, ќе направиме разлика од Лацкович и Воли. Ајде да прошетаме овде да видиме што све има низ ритейл парков, па ќе дискутираме за тоа подоцна. Еве интересна продавница. Буквално се за деца. Огромно нешто. Ајде да видиме навака што има. City Moda Kids, Polo.
200 за доручек, народна книга, нешто како наш офис плюс, место за кафе и закуска. Fashion Зенис, таму има Алкаиди, истото што го има и кај нас. Тука имате Златара. Имав тата, не снимал, јас сум на кај камерата. И тука има Kidsland. Преубава продавница за деца. Хајде се качуваме сега, идеме горе. Качуваме горе да видиме таму што е. Горниот дел не ви го снимив, пошто све пишува ускоро, се уште не е спретен, релативно е нов и има доста продавници се уште не се отворени. Горе на све пишува ускоро, тоа значи наскоро. Така да, ајде сега да влеземе во Джамбо, да видиме првин да најдеме пластелин, па ќе продолжиме кон вториот дел на ритейл паркот, да видиме таму што има. Само што излеговме од Джамбо и од првиот дел на ритейл парк, искрено боле да не влегувате од Джамбо. Има интересни работи, али толку се овде неорганизирани, тоа толку работат неспособни луѓе, тоа е нешто страшно. Искрено огромно разочарување. А и Джамбото не е оној дел на каде што треба да имате работи за дома, не е толку многу снабден кој кај нас. Цените се реално ништо поразлични од кај нас, можеби со некој цент. Главном тоа е тоа. Убаво е, ново е, али се многу неорганизирани. Ново. И тоа, рачунајте дека се уште овде сезоната не е ни започнала како што треба. И ви го само малку. И ви го вториот дел од ритейл паркот. Има огромен хипермаркет, Waikiki, Technomax и мислам дека има еве го и Burger King. Има нешто и другата страна, ќе видиме што има. Нас не интересира хипермаркетот. Ќе се упатиме таму и ќе видам како е ситуација внатре, ако можам нешто ќе ви снимам, ако не, тоа што ќе испазариме, ќе погледнеме заедно какви се цените и што све имаат ќе ви пренесем. Се снабдивме со количка. Маркетов е огромен. Страшно нешто, не знам дали воопште кај нас има со оваа големина. Погледнете. Че ова е само едниот дел. Ќе пробаме да прошитаме се и кај што ќе застанеме нешто да пазариме, ќе пробам да ви ги снимам и цените. Еве ги како се движат наполитанките. Јадро евро 59, Рошен евро 19, евро. Главном тука се цените на наполитанките. Евро и пол, евро 19. Имаш и големи пакувања по 2,5 евро. Главно наполитанките се таа цена. Орео, големо пакување, 4,49. Сок Штарк, какао, евро 39.
Кейк. Евро. Може да ги пробаме тие. Сакаш Ако тако? Земи едно. сакате. Земи едно. Да ги пробаме овие. Земи. Какао или кокос? Какао. Ме запркна. Или вакво да биде. Ајде, може така, ајде. Јас сакам Моје кокос, ни а он твое, не може. сака. Не, може. Сега јас, ајде, едно ќе земе ваква, еве ваква. Ќе го пробаме Ќе тоа. го пробаме да видиме дали Ќе ви кажеме како. Да, Ајде да одбереме нешто друго. уште нешто да одбереме. Цена на зетен. Евро 59 на сит. Ево да видиме паштетите колку пари се. Ајварот 4,99, 2,99. Паштетите Аргета евро 29, евро 19. Хајде да видиме што имаме друго. Еве Пекабеско 0,49. На Пекабеско, да, може да земе јетрени паштети. Ако се Две. полинете. Земи уште една, 3. Три? Нека има, чекај да видиме навака, има нешто интересно. Имате брзо, топло препорачано, ние сме го пробале, графчето на такова. 2,39 е искрено малку е поскапо од кај нас е малку помалку од 2 евра, евро 80, евро 90 ќе дојде кај нас. Ама окей, мислам дека оваа цена за него е окей. Така да рибата се движи 0,99 евро скоро, 0,49 малите, што е од кај нас со некои тука иста цена, со некои е поскапа. Рибата углавном тука во сите маркети е со малку повисока цена, што за мене искрено изненадување, очекував да биде и поевтина. Ама окей, не е ни нешто многу скапо. Ајде да видиме што има друго. Евро 69. Еве во Вилнесот 1,69, иста цена како кај нас. Штудлата евро 59, евро 29. Речи си исто. Не е нешто што сите сте го јаделе и го јадете, да направиме споредба. Евро 79 е меденото срце. Круасаните се по мини класик по 2,19. Нормал круасан евро 19, уствари не е нормал, ова е супер максот. Еве го новиот ореото, тука е 0,89, а нормалниот е 0,69. Од оваа страна ги гледам гумените бомбоња, ќе одиме кај Харибото, Харибото е иста цена. 1,59, исто и кај нас. Еве, пеперминт 1,49, искрено не знам кај нас која е цената на нив, ама ето нешто што има и кај нас, па ги снимам и тука, често ќе направите споредба. Ова е релативно еден од нормалните маркети, со цени збора. Ова кај нас го има истата цена е фрутито, 1,29. Кој не пробал, слободно да пробаде. Ние сме ги јаделе и се топ, јас ќе се земам едно за нас и чекај, заборавив, и снимав на вас, заборавив, обавезно за нив Хариво, они го обожаваат, ова го јадат. Па еве. Ќе видите по реакцијата, се знаете. Ќе знаете одма. Да. Сега да видам кој може да ги го земе. Ова е се нешто што ги јадеме, ама во друга верзија ги нема кај нас ваквите. Сега не знам, 2,19, малку се поскапи, ама мислам дека не се нешто многу разлика, околу 20 денари негде се поскапи. Така нешто Овде, да, ние ги јадеме многу.
така да може да ќе размислиме за тоа. Не знам дали ви земале сега, пошто имаме доста благо. Ајде да видиме уште нешто да ви снимиме. Лебото главном се движи околу евро, евро 20. Сакате интегрален, сакате црн, белиот леп е по евро, интегралниот е евро 10, евро 20, зависи од каде купувате. Ние реално сега земав на еден црн леп, ама имаме одма кај што сме сега под нас пекара, имаме ностоп тази леп, така да не практикуваме од тука да купиме, а оттаму ќе ви ги снимам цените и мислам дека ќе се изненадите од белите пицева колку се ефтини тука. Ама тоа во последен влог. Само што завршивме со пазарење, товаревме се у кола, полека еве се сместуваме и тука ќе завршиме нашата прошетка во бар за денеска. Ќе се вратиме за неколку дена, ќе гледаме тоа да биде навечер, како што кажав, да го снимиме бар и нокно време, пошто стварно е преубав. Тука ќе го завршиме и овој влог. Се надевам дека уживавте во нашата прошетка. Заследете не, стиснете лайк на нашите видеа, запратете не и на Инстаграм, на нашата Инстаграм страна Mitoski Family Adventure. Исто така и ако не сте стиснале subscribe, стиснете на YouTube. И тука ќе ве поздравиме и се гледаме во нов влог за брзо време. Местото не ви го откриваме се уште. Ќе видите во следниот влог. Поздрав и чао!